По долго боледување почина Михаил Сергеевич Горбачев, последниот председател на Советскиот сојуз и човекот кој одиграл клучна улога за ставање крај на студената војна со што се кренала железната завеса во Европа. Од 1985 година до распадот на Советскиот сојуз во 1991 година, Горбачев спровел масовна ревизија на економската и политичката состојба во својата земја. Неговите темелни политички реформи наречени гласност или отвореност и перестројка, односно реконструкција, помеѓу другото, дозволиле претходно незамисливи критики кон комунистичката партија и државата. Исто така ги охрабрили и повиците за независност на советските републики. Рускиот председател Путин изрази длабоко сочувство до неговото семејство и истакна дека бил човек со огромен придонес врз текот на светската историја. Михаил Горбачов беше политичар и државник кој имаше огромно влијание врз текот на светската историја. Тој ја водеше нашата земја во период на сложени драматични промени, економски и социјални предизвици, се обида да понуди свои решенија за итните проблеми. Без малку сите светски лидери се простија со човекот кој ги спроведе најголемите реформи во источниот блок. Председателот на Соединетите американски држави Бајден истакна дека тој бил човек со извонредна визија. Како лидер на Советскиот сојуз тој работеше со председателот Реган за да ги намали нуклеарните арсенали на нашите две земји, на олеснување на луѓето ширум светот кои се молат за крај на трката за нуклеарно вооружување. Во 1988 година Горбачев започнал со повлекување на советските сили од Авганистан, ја напуштил доктрината на Брежнев, со што им дозволил на нациите од источниот блок сами да ја изберат својата внатрешна политика, што пак довело до серија револуции во Источна Европа и распад на Советскиот сојуз. И в целом перед страной. Како последен советски лидер, Горбачев склучил и договори за ракетно разоружување со Соединетите американски држави и бројни партнерства со Западот за да ја отстрани железната завеса што ја поделила Европа по Втората светска војна, што пак резултирало со обединување на Западна и Источна Германија. Тој во успоставил блиски односи со клучните западни лидери, како што е Маргарет Тачер, западногерманскиот канцелар Хелмут Кол, како и американскиот председател Роналд Реган. На 11 октомври 1986 година Горбачев и Реган се сретнале во Рејкјавик за да разговараат за намалување на нуклеарното оружје со среден дострел во Европа. Ова довело до потпишување на договорот за нуклеарни сили во 1987 година. Пошто во 1990 година ја добил Нобеловата награда за мир за водечката улога што ја имал во радикалните промени во односите Исток-Запад. Иако бил многу ценет во светски рамки, неговиот углед и популарност дома бил значајно низок поради неуспехот да ги задржи границите на Советскиот сојуз.